една тема за Македонија, тоа е 149 годишнината од раѓањето на Васил Чакаларов, големиот кострурски војвода. Сотир Лукровски, ова утро е гостин на оваа тема. Велиме добро утро. Сотир, вие сте председател на Сдруженијето ВМБ Егеј од Скопје и координатор на Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Се здружуваат ли, комуницираат ли меѓу себе македонците од Егејскиот дел на Македонија? Па, најпрво добро утро за сите гледачи, за вас во студиото. Се заблагодарам на поканата на македонската телевизија, која секојаш наоѓа време и простор за анимација и следење на нашите настани. Кога сме кај македонците по потекло од Егејот, можам да кажам дека барем еве сега на некое локално ниво на територијата на градот Скопје функционираат некои 6-7 здруженија кои потекнуваат од најразлични места во Егејот, од неколку села. Последниве 2-3 години успеавме да успоставиме некоја комуникација, деве сега за настанот на 22, всушност утре. Позади настанот сме веќе 6 здруженија. Ако не смета на кратко би ги набројал, тоа е Сдруженијето ВМБ Егеј, чиј председател сум јас. Свети Герман, Сонцето од Кутлеш, Загоричани, Сетинци, Попадинци, Крушораци, Форумот за човекови права. Се надам дека некого не заморав. Така да имаме добра комуникација. Значи, ова важи за сите, овие минути се посветени на сите. Имаме добра комуникација. Минатата година со завршувањето на пандемијата направивме еден настан кој беше, можам да кажам, одличен, негде околу 400 гости имавме, беломорски видувања во ресторански услови, едно одбележување. Еве сега некако оваа година првпат ни припадна нам честа да го одбележиме, годишнината од големиот, како што рековте, кострурски војвода, која е една многу интересна личност и многу значајна за Кој е Васил Чакаларов? Мора македонците ние генерално имаме проблем од кој што не смееме да се криеме, а тоа е дека мора да си го објаснуваме она што е наше и мора да се потсеќаме константно, да се учиме самите себе си што е наше. Кој е Васил Чакаларов? Сите нации и народи се заснуваат на легенди, ние мора да ги одржуваме нашите. За Васил Чакаларов најдобро ќе каже утре професорот Жежов, се надева, на одбележувањето, кој е во 13:30 во Порта Македонија. Претходно една наша група делегација ќе положи цвеќе на неговиот споменик. Васил Чакаларов, роден 1874 година, во селото Смрдеш. Интересно е што селото Смрдеш е само на, не знам, пар километри, да не речем 1-2 километри од селото Вмбело, каде што потекнувам јас. Ние ден денеска се враќаме, последен пат бевме минатата година некаде во октомври, чином. Така да поминуваме ни селото на Чакаларов, ни Смрдеш. Дори таму во една куќа се чува клучот од нашата црква, има црквичка во селото. Така да и ден денеска постои таа некоја зближеност меѓу двете села и тој тука во главном и функционирал. Еден од најистакнатите членови на организацијата, познат по своите организацијски способности, преку него во главном доаѓало оружјето во тие краишта. Па и за Илинденското востание бил еден од главните организатори. Па да, Илинденското востание исто доста интересно за наблюдување во тој период. Од некои 30 дена трајало во Кострускиот крај, ослободени се градовите Невеска и сега не можам се сетам моментот, и повеќе села, така да познат по својата суровост, да речеме, исто така. Добро, големите восковеци морале да бидат сурови на времето, затоа што некаде по историчарите 7 години поминал под оружје и во униформа. На неколку пати се повлекувал во Софија, на лекување во европски држави, меѓутоа секоја се враќал и така и загинува 1913. За загинувањето негово најмаркантна е реченицата "Го нема Чакаларов, нема Македонија". Оние кои што го погубиле, го изјавиле тоа. Со тоа автоматски признаваат дека Чакаларов е македонец и се борел за Македонија. И таа и нас не враќа сега после 150 години да покажеме дека има чакаларовци тука. Имаме ние фактички потомците на Чакаларов, или да речеме жителите на некогашното село Смрдеш, кои се сега по 90 на години, до минатата година тие си го одбележува
Дали раѓањето, дали погибието со положување цвеќеве. Оваа година дојдовме до контакт и не замолија да еве ние како помлади го преземеме, па ние најдовме начини и средства да направиме нешто повеќе од самото положување, ете да направиме една трибина историска, поканивме многу гости, се надеваме. Кога и како ќе се одвива целиот настан? Уште еднаш да прецизираме. Во 12 часот, кој што реков, ќе биде положувањето цвеќе на споменикот и од 13:30 во Порта Македонија. Тоа е споменик на кружниот тек на поранешната улица Ива Лола Ривар или кај Стар кафе. Да. Поточно, попрецизно. Така. Маркантниот споменик кој го отсликува добро делото на Чакаларов. И во 13:30 во Порта Македонија да се заблагодарам исто така на Музеот на револуционарната борба, кој ни излезе во пресред со обезбедување на просторија за одбележувањето. Главен и единствен говорник ќе биде за ликот и делото професорот Никола Жежов од Институтот за национална историја. Отворена ќе биде манифестацијата сега? Да, некако овие денови поприми целата приказна еден размер за кој сега си велам дека може и требаше малку поголема сала да најдеме. Салата е со капацитет негде околу 60 на седишта, нешто малку луѓе за стоење, меѓутоа се надевам дека ќе биде доволно голема да не прими сите што сакаме да слушнеме уште еднаш за големиот војвода. Дел сте од македонците кои се обидуваат да историјата да не се заборави и покрај сите моменти кои што се случуваат околу нас низ годините и кои што ќе се случуваат. Дали сте задоволни од начинот на кој што македонците се чуваат својата историја? Па, сега тешко прашање. Најтешкото. Се менуваат обштествените текови, обштествените приоритети и во основа, мислам, барем кај мене желбата за да се занимавам, да речеме, со ова што низ годините го правиме, да пренесеме на младите дека барем во оние моменти кога го поминуваат своето време на паметните телефони, да отворат малку и да прочитаат за тоа кои се и каде треба да целат. Историјата на политичарите, политиката на политичарите, а ние се здружуваме да и после стотици години да им бидеме и на едните и на другите показател дека ние не сме приказна, дека не сме измислица. Ако нашите дедовци кои, да речеме, живееле до 80-тите, 90-тите години од минатиот века, нивните 100 години претходно пренесувале едни на други, дека сме македонци, ние мораме да продолжиме понатаму, да сведочиме. Продолжите и понатаму, да не се опрете, ретки се ваквите луѓе, меѓутоа ни требаат. Благодариме за учеството во емисијата Македонија наутро. Сотир Лукровски, се гледаме во друга прилика за слични теми за Македонија. Ви благодарам и покана и до вас утре, доколку сте во можност да присуствувате на нашиот настан. Благодариме. Почитувани,